Мене ми е навистина многу драго што сум денес тука во Гостивар, во гостолюбивиот град, да разговараме за културата, бидејќи сметам дека имаме направено навистина многу, меѓутоа треба да зборуваме многу повеќе од тоа што зборуваме. Она што моите соговорнички и соговорник има можност да го представат од тоа што ние како Социјалдемократскиот сојуз, кога го предводиме Министерството за култура, го работиме, еден многу мал сегмент и само покажува на тоа колку обрнуваме внимание на вистинските вредности кои што треба да ги имаме секогаш пред нас. Кога велиме култура за сите и култура пред се, тоа не е еден постулат кој што само е така убаво ни стои на нашите партиски трибини, кој што така навистина многу убаво звучи, туку тоа е една вредност која што ја застапуваме и ќе ја застапуваме се додека Социјалдемократскиот сојуз, односно оваа влада ја предводи државата. Зошто го велам тоа? Она што го спомена заменик претседателката, кога влеговме заедно со сегашната градоначалничка на град Скопје во трката за Европска престолнина за култура, нашето мото беше култура над поделбите. Затоа што културата заслужува да има такви светли точки. Културата заслужува, односно македонската култура заслужува да биде дел од европската култура, како што ние заслужуваме да бидеме дел од европското семејство и токму затоа седнавме заедно сите да работиме и да покажеме дека културата треба да е над сите поделби. Министерството за култура заедно со владата во оваа апликација учествуваат со повеќе од 80% од вкупниот буџет кој што треба за да се развива овој проект, за во 2028 Скопје да блесне како европска престолнина на култура. Сакам исто така да се заблагодарам и на тимот кој што ја изработи првичната апликација во 2018 година, како и на тимот кој што беше дел заедно со мене во Брисел кога ја одбранивме оваа титула, која што навистина е многу престижна, меѓутоа бара навистина многу голема работа. Она што радува е дека конечно културата ќе има можност да се прикаже во вистинското светло во кое што треба и да покажеме дека местото ни е токму во Европа. Културата мора да биде над сите поделби и во културата не смее да има политика. Зошто го велам тоа? Затоа што пред неколку месеци заедно на иницијатива на Советот за македонски јазик поднесовме нов закон за употреба на македонскиот јазик. Новиот закон за употреба на македонскиот јазик, кој што се уште е во собрание и за кој што сигурна сум дека вие слушнавте дека многу голем дел од пратениците не гласа, од ВМРО ДПМН не гласаа за негово донесување, не е променет од 1998 година. А велиме, односно велат, дека тие се патриоти. Ако законот како жива материја не се менува исто како што се менува едно општество, тогаш што сме направиле ние за зачувување на нашиот македонски јазик? Што сме направиле за зачувување на идентитетот? Заедно со законот за употреба на македонскиот јазик, во собрание, односно во собраниска процедура е законот за изменување на државни награди, каде што предвидуваме воведување на две нови награди. Едната е Ремзи Несими, албанолог, изучувач на албанскиот јазик, а другата е Блаже Коневски. Зарем досега Блаже Коневски не заслужуваше да добие државна награда со своето име, кој што ќе се доделува на луѓе кои што имаат особени достигнувања во истражувањето на македонскиот јазик и македонската култура и македонската книжевност. Зошто досега немаше на таква иницијатива за обедување на таква државна награда? Бидејќи за нив Блаже Коневски беше џуџето од Небрегово. За нас Блаже Коневски од секогаш беше бил и ќе биде великанот на македонскиот јазик и токму затоа уште една иницијатива која што заедно со Советот за македонски јазик ја поднесовме, а тоа е училиштето и куќата каде што Блаже Коневски учел, работел и живеел во Небрегово да биде прогласена за споменична целина. Исто така, она што заедно со музеот од Битола го работиме е реконструкција и возобновување на училиштето во Љубојно. Тоа е еден комплекс кој што и тоа како е важен и нераскинлив дел од наставата по македонски јазик, затоа што таму се одржувале првите часови по македонски јазик. Училиштето од Љубојно не е нов објект. Училиштето од Љубојно е многу стар објект, кој што никој досега не се сетил да го реконструира, да го обнови. Тоа училиште ние ќе го направиме современ центар за изучување и проучување и промовирање на македонскиот јазик, повторно заедно со Советот за македонски јазик. Затоа што само така се чува и се негува македонскиот јазик, македонската култура и македонскиот идентитет. Пред само 2 години започна и заврши минатата година
Дигитализацијата на картотеката во Институтот за македонски јазик, каде што морам да кажам дека минатата година прв пат после 15 години имаше 20 нови вработувања. Ако ние имавме претходно патриоти, зошто тие не се погрижија за овие аспекти, за никогаш македонскиот јазик да не се доведе во статус на дефицитарен предмет, дефицитарен факултет? Зошто требаше да дојде влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз за да се реконструира и училиштето во Љубојно, и да се реконструира и да се дигитализира датотеката, и за да се реконструираат сите споменици од Народно-ослободителната војна? Зошто требаше да се доделат стипендии за изучување на македонскиот јазик, кога дојде владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, а тоа претходно не го направија големите патриоти? Затоа што нивниот патриотизам, верували или не, тежи, како што кажа заменик председателката, малку повеќе од милијарда евра. Тоа е бројка што имаме на хартија за проекти, изгради, изданија, кои што не се постари од 10 години, се уште немаат 10 години, а веќе се во фаза на распаѓање како да се многу постари од мене. Сите оние објекти во кои што ние активно вложуваме за реконструкција, за нивно одржување, кој што се разбира дека секоја година е тековно и секоја година се трудиме да вложиме што е можно повеќе средства, го правиме на објекти кои што се многу постари од она што тие го направија. Бидејќи она што тие се обидаа да го направат е да го преслечат тој идентитет, да го прикажат како идентитет за во кој што треба да се вложува, а всушност знаеме дека оние пари кои што фигурираат на хартија се многу подалеку од тоа што тие, нескромно ќе кажам, го украдоа. Затоа што имаме многу богата културна сцена, имаме многу богата културна позадина во која што и тоа како му беа потребни тие милијарда евра. Меѓутоа тие одбра, тие милијарда евра, да се ги пикнат во сопствениот џеп, за сега ние да треба да се грижиме и за нивните објекти, и за објектите кои што се изградени, кои што, како што кажав, се исто така малку постари од мене. Што е она што јас и претходната министерка за култура, и претходните министри за култура од 2017 година наваму начекаа? Девастиран културен систем. И она што го каже исто така, што го напомена заменик председателката, е дека платите во културниот сектор се зголемени за 120% и дека тие се осигурани со еден колективен договор со кој што никогаш тие плати нема да одат надолу. Тој колективен договор е потпишан во 2019 година. И ако некој не верува дека платите на културните работници на добри 15 години не беа на ова ниво, можете само да се распрашате во културните установи каде што се уште тлеат тужбите, кога по телефон се зголемувале платите на културните работници. Своеволно, на 10 луѓе ќе се зголемат, на 10 луѓе не, 10 луѓе ќе се избркаат, или кога ќе се запрашаме како всушност се унапредувале во стручни звања културните работници. Со какви профили тогаш биле. И во тоа воведовме ред. Воведовме ред и во начинот на како ќе се инвестира. Нема повеќе инвестирање само во главниот град. Оваа година стапката за капитални дотации до ЕЛС, односно до единици на локална самоуправа, прв пат изнесуваше 40 милиони денари. И морам да ви кажам дека оние 9 општини кои што добија право да ги користат, чии што градоначалници ја препознаа вредноста, што значи да се инвестира во културата во својата општина, има специфични проекти кои што уште повеќе ќе зголемат на тоа да се види какво културно богатство имаме и во помалите градови, не само во главниот град. Истото го направивме и со новите културни установи. Иако имаше реакции дали се тие потребни, јас мислам дека 10 дена Крушевска република и тоа како е потребна за една држава која што си го зациментира својот идентитет, својот јазик, својата култура и која што само треба уште понатаму да вложува за да покаже дека ние и тоа како имаме единствен јазик, единствена култура и единствен идентитет кој што ни се загарантирани и кој што кога ќе станеме полноправни членки на Европската унија ќе останат такви какви што ги имаме денес. 10 дена Крушевска република, Смилевски конгрес, камерен оркестар во Битола кој што води една традиција од 1973 година и тоа како представуваат само дополнителни светли точки на мапата на едно општество за сите, дека сакаме дека обрнуваме внимание на сите култури, дека обрнуваме внимание на традицијата, дека сакаме и Тетово да има музички ансамбл, дека сакаме во Смилево да има национална институција, дека сакаме да има и нов турски центар, бидејќи таа заедница тоа како заслужува, и дека сакаме да покажеме дека обрнуваме внимание за сите, дека градиме за сите.
и дека сите објекти кои што тие ги започнаа, ние ќе ги завршиме, дека објектите кои што ни ги оставија, кои што и при најмал дожд се поплавуваат, ние ќе се грижиме за нив, но ќе се грижиме подеднакво и за сите оние објекти кои што ги имаме. Имаме околу 70 национални установи на број и се грижиме подеднакво за сите. Исто така, да не звучиме мегаломански, се грижиме и за се она што во текот на меѓу 2010 и 2014 како движно културно богатство беше изнесено од границите на нашата држава со еден надпис на задната страна на сликата дека е во приватно сопствеништво на некој висок функционер од ВМРО ДПМН. Исто така, во 2013 година нашите научници од МАНУ на телевизиските екрани ги препозна украдените икони од црквите, од Преспа, од Маврово и Ростуше, од цела држава и ја потегнаа постапката за враќање назад. Таа постапка заврши оваа година. Зошто? Затоа што никој тоа не го интересираше. Затоа што никој таму не гледаше личен интерес и оставија иконите да седат во едно депо, во магазин и како такви неконзервирани да се уништат. За само 2 недели, заедно со премиерот Ковачевски, ќе одиме сите тие 21 икона да си ги вратиме назад. После тоа следуваат уште 20 и нешто икони, што значи дека вкупно има околу 43 икони, кои што биле украдени од нашите цркви, никој за тоа не се погрижил. Исто така, успеавме со одговорно работење да вратиме уште многу такви уметнички дела, да вратиме уште многу такви артефакти само со водење на здрави политики. Заедно и во соработка со амбасадата на Соединетите американски држави подпишавме договор, односно Министерството за култура е дел со стратешки диалог, со кој што понатаму ќе се заштитиме од крадење на артефакти кои што и понатаму можеат да ни влијаат на тоа како ќе се гледа на нашиот идентитет, на нашето културно богатство. Меѓутоа, тоа се прави сега, во овие последни 5 години. Никој предходно тоа не го интересираше, затоа што никој таму не гледаше никаков личен предизвик, никаква лична заработка. Токму затоа, сакам да ве уверам, бидејќи сакам да оставам и простор за прашања, сакам да ве уверам и покрај наративот на опозицијата дека оваа министерка за култура не знае што прави, сакам да ве уверам дека сум дел од една влада која што многу добро знае што прави, кога се работи за култура, дека сум дел од една влада која што многу добро знае како треба да се вложува во културата и дека ми е навистина многу чест што сум дел од една партија која што знае како треба да се промовира културата. Културата навистина треба да ни биде пред се, над сите поделби, бидејќи тоа е дел од социјалдемократската политика. Благодарам.